Не треба, не читам. Добар ден на сите. Најпрво да ви се заблагодарам за можноста да бидам овде, да бидам еден од кандидатите. За мене тоа е доказ за реформскиот и демократски капацитет на ВМРО ДПМНЕ да отвори порта за еден надпартиски кандидат. Не е доволно само да се нарекувате реформска партија, како што тоа некој го прави, туку треба да посегате по реформи. Зошто сум овде? Неколку пати ми се вкрстија патиштата со ВМРО ДПМНЕ и со граѓаните на Република Македонија. Прв пат 2001 година. Втор пат токму овде, во оваа сала во 2004 година, кога надвор имаше повеќе полиција од што народ. Трет пат за Преспанскиот договор, четврти пат за законот за употреба на јазиците. Не случајно. Еве зошто. Јас не сакам многу да зборувам за мојата биографија, таа ви е достапна на веб страницата на Правниот факултет, но ќе кажам неколку нешта. Редовен професор сум по уставно право и политички систем, член сум на Советот на Светското здружение за уставно право. Во 2 мандати сум била подпредседателка на групата на независни експерти за локална самоуправа, која му служи на Конгресот на локални и регионални власти, за кој господинот Ангелов говореше, а Конгресот за локални и регионални власти ќе биде еден од наблюдувачите на овие избори. Во 2 мандати бев член на Венецијанската комисија и подпредседателка на групата за малцинства и на Советот за уставна правда. Експерт сум на Обединетите нации за избори. Експерт сум на Обединетите нации за родова еднаквост. Основач сум и копредседател на Југоисточна Европа на ЦИВИС, невладините организации издружени во едно. Нема да зборувам, сум објавувала на Кембридж, сум објавувала на Харвард, сум објавувала на Палгрейв, Макмилан, на Илеван, сум била на студентски престој на Колумбија, сум била на студентски престој на Ломоносов, во Москва, Ајдахо, но тоа е друга приказна. Она што мене ми е поважно е што неколку пати сум била бирана за најинспиративен професор на мојот факултет, сум добивала петки на евалуацијата од сите студенти без оглед на етничка, верска или идеолошка припадност. Нешто од личниот живот. Во брак сум скоро 40 на години, од 3 година гимназија сум заедно со мојот сопруг. Мајка сум на 2 деца, на Марија и на Павле. Христијанка сум, значи една од потомките на Лидија од Македонија. Но она што ме води во животот е нешто друго, потеклото. Во песмата за Арсо Војвода од Подвис ќе чуете дека бил нагости кај Стојкота. Стојко е мојот прадедо. Мојот татко на неполно 18 години заминал во партизани. Со 3 ордени за храброст излегол. Член бил или партизан во Македонско-Косовската ударна бригада. Го поминал февруарскиот поход. Бил делегат во Фуштани, Егејска Македонија. Се борел не за Република Северна Македонија, за Македонија. Јас и кога предавам, им велам на студентите, ако во распаѓањето на Отоманската империја еден од најпознатите британски премиери
Вилјам Гледстон вели: зошто не Македонија? На македонците во писмо испратено до владата на Србија, на Бугарија и на Грција. Која е логиката тогаш јас денеска да докажувам дека немаме ние право на Република Македонија? Ако еден чувен драматург Бернард Шо велел дека обврска моја и на секој либерал, тој велеле да се борам за Финска, за Ирска и за Македонија. Повторно, значи некаде во 1876 година. Која е тогаш логиката ние да го немаме правото на самоопределување? Да подсетам, сите нации настанале во 19 век, не во 5 век. Секоја нација има право на самоопределување. Чувениот грчки професор Лиакос од Џон Хопкинс вели: ние грците имаме перцепција дека сме најстарата нација на светот, но не е така. Настанавме во 19 век. А сегашната географија ни е резултат на анексиите, споменувајќи ја и Македонија во 1913 година. Судбина ни била нам македонците постојано да се бориме за докажување на правото на самоопределување и го остваривме на Асном 1944 година. Не е, значи, оваа држава најмладата држава. Не, тоа е старица од 75 години. Замислете сега на 75 години некој да ви рече дека мора да го промените името, зашто целта ЕУ и НАТО е висока, и вие да помислите дека тоа не се однесува на вашиот идентитет. Страшно. Значи, идентитетот е во прашање, а идентитетот е во придавката. И тоа ние мораме да го потенцираме. Би сакала нешто околу изборите. Видете, јас сум една од оние кои јавно рекоа дека ќе ги бойкотираат изборите, дека ќе го бойкотираат референдумот. Зошто? Затоа што не сакав да му дадам легитимитет на нешто што беше не само спротивно на меѓународното право, дури и на задолжителните норми на меѓународното право, туку и на Уставот на Република Македонија. Ама сега, мислам дека добро треба да размислиме. Мора да излеземе на изборите и јас тука мислам дека можам додадена вредност да имам на гласачкото тело на ВМРО ДПМНЕ. Сигурна сум дека мојот глас во овие 2 години допре, или моите написи, до луѓе кои никогаш не гласале на избори. Може би биле аполитични, неутрални. Мислам дека мојот глас допре и до луѓе кои може би биле членови на партии што сега се на власт, но сватија дека има нешто посилно од партијата и од привилегиите, дека е тоа Македонија. Мислам дека оние што допрва ќе гласаат, прв пат, исто така ќе ни се придружат. Затоа мислам дека е лошо да ги бойкотираме овие избори. Зошто? Оти овие избори се вистинскиот момент да се делегитимира власта. А оваа власт создаде еден хибриден режим, нелиберален режим, режим во кој што Македонија стана скандалозна земја, режим во кој што тие настапуваат како не баре макијавелисти, не бале Чезаре Борџија. Јас не сум Лукреција Борџија. Јас не верувам дека секоја цел може да оправда секое средство. Не. Јас верувам во Кантовата максима дека само ние, дека само граѓаните, дека само членовите на ВМРО ДПМНЕ, дека само македонскиот народ може да биде заради Македонија највисоката цел. Што ако еднаш бойкотираме? Повторно ли ќе бойкотираме? Со право претходниот кандидат
потенцира дека тоа ќе значи само на председателското место да седне сегашниот председател на Собранието. Но тоа носи и друга опасност. Со 81 глас да се смени уставот и изборот на председателот да биде во парламентот. Погубно решение за Република Македонија. За секоја власт, бидејќи тогаш целата власт, односно трите власти, ќе бидат во рацете на една партија или на едно мнозинство. Запомнете, нема да можеме да избереме председател. Процесот ќе се парализира заради притисоци и уцени, заради пазар. Она што треба да се направи во идни измени на уставот е да се тргне изборниот цензус во вториот изборен круг. Ова го зборувам како бивши член на Венецијанската комисија. 3 пати Венецијанската комисија и препорачува на Македонија да го тргне изборниот цензус во вториот изборен круг. Што ќе направам? Тоа е најважно да го кажам. Прво, секоја реформа почнува од нас. Не можете да барате реформи од другите ако не сте спремни вие да почнете со реформа. Во една од најсиромашните земји ние имаме закон за привилегии на председателот, не за претходните. Јас имам разбирање за привилегиите на семејството на председателот Трајковски. Меѓутоа, ќе ги замолам пратениците од ВМРО ДПМН да иницираат постапка за укинување на привилегиите на председателот. Зошто ова ќе го направам? За потоа да подсетам, бидејќи ако победиме на председателските избори, тоа ќе биде импулс, тоа ќе биде инспирација, тоа ќе биде ангажирање, тоа ќе биде обединување на сите граѓани за следните предвремени парламентарни избори да дојде до промена на власта. Но јас тогаш ќе дадам еден предлог да се намали бројот на министерствата. Срамота е во земја која е една од најсиромашните да имаме 28 министерства, а Швајцарија да има 7. Мора да се размисли за намалување на исто така можеби непотребните заменички места. Тоа исто така ќе доведе до можност парите во една социјална држава да се пренасочат кон граѓаните. Тогаш ќе докажат министрите, председателот, дека го живеат животот на граѓаните. Второ што ќе направам, ќе формирам експертски тим на домашни и инострански професори по меѓународно јавно право, зашто малите држави се повикуваат секогаш на правото, големите на силата. Зошто? За низ призма на меѓународното право и уставното право да го отвориме прашањето, тоа не е затворено за името на Република Македонија. Пред меѓународните судови и институции, во секоја средба ќе укажувам на тоа дека јас не можам да се поделам на две личности, дека за мене владењето на правото е врвната цел и дека ако сите народи имаат право на самоопределување, што е задолжителна норма, и се што е спротивно на тоа може да биде еден ден поништено, истото важи и за македонскиот народ и за Република Македонија. Да ве подсетам и на писмото на 200 интелектуалци, и на иницијативата јас да се нафатам да побарам од вашата конвенција одобрение за надпревар на председателските избори, се подпишаа врвни професори по меѓународно право, како Френсис Бойл, како Ричард Фалк, како Джеймс Питифер од Оксфорд, Фалк од Принстон. Сите тие ја нудат помошта зашто веруваат во правото и правдата. Професори зборуваат за право и правда. Не се повикуваат на тукидит пред 2,5 милениуми дека силните го правеле тоа што можат,
а слабите тоа што мораат. Па чумуни се тогаш меѓународните институции, судот во Хаг, Советот на Европа, Европската комисија, Европскиот парламент, Обединетите нации. Да подсетам, извонеден чекор беше тужбата пред Меѓународниот суд на правдата. Ке го цитирам чувениот професор од Кембридж, судија Крафорд, кога вели: името, знамето, химната, политичкиот систем се неразделен дел од правото на самоопределување и никој не може на Македонија да ја каже како ќе се вика. Но за жал, нашиот агент тогаш на честниот суд му се обраќаше вака: чесен суде, не го одбравме ние името. Името не одбра нас. Ние немаме друга алтернатива. Судбина ни било името. Тоа е неразделно од нашиот идентитет, од нашиот јазик, од нашата култура. И заборави. Заевизмот не е само авторитаризам. Заевизмот е ментална матрица. Кажувам, заборавам, негирам. Од за жало таа болест се инфицира мнозина. Еве што мисли чувен грчки професор Армаколос за нашиот проблем, за нивниот проблем. Вака вели: во поновата историја не се случило сосед да го редизајнира идентитетот на соседот. За сите идни генерации, ама и за нашите предци и за нашите потомци. Не, јас не можам да оставам мирна моите внуци еден ден да ме прашаат што правевте и каде бевте, зошто ова не го негиравте. Не, тоа е наша обврска. Што ќе направам друго? Господја Силјановска, пошто времето истече, ќе ве молам да завршувате. Благодарам. Нешто што не е употребувано е многу важно. Обраќањата на председателот. Бидејќи нема да има истовремено парламентарни избори, што може да се користи? Нашите председатели обично се обраќаат пред парламентот пред Нова година. Еднаш. А Уставот вели најмалку еднаш. Секогаш кога ќе има проблем, а секој ден ги има, јас ќе побарам да се обратам пред собранието. Тоа нема да биде обраќање само до пратениците, туку ќе биде обраќање до граѓаните, зашто јас и кога ќе го користам ветото заради одбрана на Уставот, како што велел Рузвелт, ќе барам да го образложам тоа. Тоа ќе допре во сите тела од Уставен суд, до Совет за безбедност, до доделување на одликувања и признанија, до помилувања, јас ќе се држам до Уставот. И тоа ќе важи за сите партии, па и за ВМРО ДПМН. Завршувам. Константин Миладинов пееше за тъга за југ. За жал, она што беше југ за него, за нас стана северно. Она што го очекувам од сите граѓани е, како Живко Чингосов што вели, големата вода на сите граѓани на Република Македонија, бидејќи тоа ќе биде почеток на одот кон четвртиот Илинден.
Само еден збор. Вие го имате последниот збор. Доколку мене ме изберете, јас ќе се обидам да го спроведам и она што го чув денеска од мнозина кандидати. Некои од нив ми се драги студенти, ме информираат за дечињата кога ќе им се родат. На еден сум била член на комисијата. Од мене лош збор нема да чуете за нив. Ниту сте чуле, ниту ќе чуете. Благодарам. На сите. Се надевам дека сте добро расположени, малку е вака напорно да се слушаат повеќе луѓе од кои, како што чув од некои од делегатите, горе-доле спомнуваат исти работи. Па затоа јас се надевам дека од мене ќе чуете нешто малку поинакво. И тоа што го кажувавме при посетите во општинските комитети, кои што за жал не стигнав да ги посетам сите, морам да кажам дека кампањата беше изворедно кратка и не беше немавме доволно време едноставно да се видиме со сите вас. Затоа, за некои од делегатите ова веројатно ќе биде повторување, но за некои ќе биде прво слушање, прво гледање, бидејќи за жал не стигнав да ги видам сите комитети. Јас побарав и видео бим да имам една презентација, сакав да ви пуштам. За жал ми беше одговорено дека нема видео бим. Па сега гледам дека има, ама не е важно. Презентациите се кај мене на профил, ги има во видео форма. Јас имам 4 тези, основни, за тоа што треба да прави председателот на Република Македонија. Можев да издвојам и 254 тези, но мислам дека тоа би било расплинување, бегање од тема, бегање од одговорност и добар дел од нив би биле чисти замена на тези. Ние мора да имаме јасен фокус каков председател на Република Македонија ни треба. Тој треба да се осврне, според мене, на 4 основни работи. Првата е поништување на Преспанскиот договор, без пардон. Втората е поништување на двојазичноста, без пардон. Третата е враќање на како работа на председателот, враќање на илинденските и асномските принципи. И четвртата работа, четвртиот столб, активност на председателот мора да биде предизвикување на предвремени парламентарни избори. Она што е мотивација за мене да ги соопштам овие ставови, тези, заради кои што ќе стојам како председател на Република Македонија, е дослухот со народот, дослухот со членството. Не знам како ќе реагира овој аудиториум ценет и не знам дали ќе се сложат со мене делегатите. Меѓутоа, во Македонија не постои член на ВМРО, нити македонец кој што не мисли дека Охридскиот рамковен договор треба и мора веднаш да се стави во процедура на поништување. Нашиот народ на 30 септември јасно кажа дека не сака промена на името. На 30 септември беше прашан во едно сложено прашање, кое што беше мамка, беше јамка за да се сложи со промена на име како замена за членство во ЕУ и НАТО. Тоа беше лага,
Тоа беше мамка која што народот ја процени и не ја прифати и казни. Нашиот народ во огромно мнозинство, на кој што и ние се повикуваме, рече не сакаме промена на името, дури ни по цена НАТО и ЕУ. А дека тоа беше лага, се покажа веднаш после 30 септември. Веднаш почна насилно наседнатите полтрони кои што ги имаме во државни позиции, пред се мислам на Димитров и на Заев, да зборуваат дека за Европска Унија па и ќе видиме. И нивните представници од таа страна исто така проговорија дека тоа не било баш тој услов за кој што се зборувало, дека ќе го смениме името, ќе го прифатиме референдумот и едноставно веќе од утре ќе тече мед и млеко и Македонија ќе биде член од овие две меѓународни организации. Нашиот народ се произнесе. Она што го видов како став, теза, нешто позади кое што стои, нашето членство, е исто така. И тој не гласаше. Нашиот обичен член не гласал. Без разлика што имаше членови од нашата партија, наши пратеници, кои што гласаа на референдумот. Народот и членството не гласаше. Врз основа на тоа можеме да заклучиме дека народот наш бара поништување на Преспанскиот договор. Не го прифаќа. И треба ние, како аудиториум, тоа да го акцептираме, доколку го примаме како известна информација, која што е од второ или трето значење, ќе има проблем партијата. Нашиот народ казнуваше на 30 септември. Нашиот народ повторно ќе казнува на председателските избори. Ќе ги казни. Тезите за бојкот во две-три реченици. Бојкотот беше казна на 30 септември, сега не е казна, сега е награда. Доколку се одлучиме за бојкот, ќе го наградиме Талјат Джафери, познат терорист и дезертер и од ЈНА и од АРМ, човек со воени злосторства зад себе, кој што е сега председател на собранието, некои викаат легитимен, некои нелегитимен, меѓутоа одлучува. Ви носи закони, па дури сега одлучува и во име на Иванов. Ги прати и двојазичноста, ја прати и уставните амандмани, односно Преспанскиот договор ги прати, подпишани од него и ги објавија во службен вестник. Можете да замислите што ќе се случи тој човек ако биде врховен командант или вршител на должноста председател на Република Македонија. Па дајте да не се лажеме. Тој човек не мисли на Македонија, мисли на Илирида или на Голема Албанија. Тоа треба јасно да се каже. Суштината на оваа партија, што е паметам од 90-тите, не е да филозофираме и политиканство да покажуваме, и да тактизираме, и да молиме странски центри. Суштината на оваа партија е да го обедини интересот на македонците, да го собере на едно место и со таа сила да преговара во интерес на нашата држава. Секој пат кога нашата партија била слаба, државата тонела. Она другата партија на нас ни е јасна. Од 93-та промена на нашето име во ФИРОМ во Обединети нации, 95-та промена на знамето, 96-та промена на границите на Тетово и правење на албански град. 2001-та, 2004-та Струга, Кичево и Скопје. Па се до денеска, таа партија не е на нас јасна. И проблемот не е во неа. Ако не сме способни да го видиме проблемот во нас, тек тогаш Македонија ќе страда. Ако го изгубиме капацитетот да се бориме, Македонија ќе страда, затоа што ние велиме дека ние сме државотворна партија, дека ги заштитуваме интересите на македонците. Овие интереси на македонците се во овие тези. Мора да се поништи Преспанскиот договор и да се врати назад уставното име на Република Македонија. Никогаш Северна! Никогаш! Нема преговори за тоа прашање. Со никој.
Замисли да преговарале нашите што го дигна Илинденското востание. Нели на нив се повикуваме? Тоа е нашата традиција. Да преговарале со турците дали да го дигнат востанието. Или да го дигнат против фашистичкиот окупатор 41-а. Дали да го дигнат востанието или не. Доаѓаат моменти критични во историјата на партијата и во историјата на нашата држава, кога ние мора да се поставиме тврдо. И моите тези секојаш беа дека нас со власт може и треба да не награди македонскиот народ. Не да трчаме по власт, туку да ја заслужиме власта со бранање на неговите интереси. Ако сакате да ги браниме интересите, мора да се поништи насилната промена на уставот и промена на името, бришењето на идентитетот. Втората точка, воведувањето на двојазичноста. Нема никакви основи, никакви апсолутно историски оправданија, нити пак проценти кои што го оправдуваат воведувањето на двојазичноста на територијата на цела Република Македонија. Нема такво нешто. Но има изборна, односно политичка комбинаторика. Го имате еден Заев, кој што беше спремен, не само двојазичност, туку да го нагура и Охридскиот рамковен договор во преамбулата, за да му се одржи власта, за да може да го промени името. И он на нас ни е јасен, мене ми е јасен. Ако не му се спротивставиме ние, он ќе продолжи и бетер од ова. Знае и полошо да биде. Ако нема крај на овој пекол, ќе дојде и кантонизација, и голема Албанија на наша територија. И струга е во тие карти. Што сум сега јас, еретик што ги кажувам овие работи? Овие теми забранети ли се? Не смееме да збориме дека струга е на планот на голема Албанија. Кога ќе се спротивставиме? Како ќе се спротивставиме? Со тактизирање? Ќе прашаме Вашингтон, Берлин, Москва, Пекинг? Кого треба да прашаме за нашите интереси? Македонците треба да ги прашаме. И нашето членство. Не се ставајте на ризик со аплауз. Не се потребни аплаузи. Слушајте ме добро што имам да ви кажам. Слушајте ме добро и памтите што има да ви кажам. Јас не сум дошол овдека за да ме гласаат делегатите. Да не се разбереме погрешно. Јас сум представник на народот и на членството на ВМРО-ДПМНЕ. Ако не ми верувате, тоа ќе го почувствувате или проверете го, а проверено е во партијата со анкети. И одлуката која што ќе донесете денеска треба да биде израз на дослух со тоа членство. Во спротивно, некако што ги ширите тезите дека јас го делам членството и партијата. Вие ќе ја поделите партијата. Имате историска одговорност. Некои мислат дека делегат. Тоа е нешто што треба да се заврши денеска работа, така? Да завршиме работа, да изгласаме, некој е слободен да одлучи, некој добил директива. Не. Вие овдека не само што одлучувате за иднината на државата, и се надевам ќе го изберете оној што всушност и вистински ќе биде председател на Република Македонија. Вие одлучувате во многу и за тенденциите како да се спречат деструкциите внатре и надвор. Затоа моите ставови се прости. Ја нема што да филозофирам. Моите ставови се јасни. И добар дел од вас ги мислите истите ставови. Само што некои мислат дека тоа треба сега во завиена форма после 5, 10, 15, 20, 100, 200 години да го кажеме. Не. Треба да се каже сега. Долу Преспанскиот договор, назад името на Република Македонија, бришење на двојазичноста, внесување назад во преамбулата на оваа држава на асномските и линденските принципи. Тие принципи не се случајни, не се ставени во 91-та во преамбулата зашто немале што да става таму. Туку се израз на борба на генерации македонци кои што погинаа за оваа држава.
генерации кои што се иселија, гниеа по затвори. И сега македонци гнијат по затвори. Треба да се ослободат сите до еден. Не може луѓе што спречувале државен удар да се држат во Зандани, а некои од Сопот или не знам од Куманово или од Монструм да бидат ослободени, пуште и да им платиме одштета. Тоа треба го направи нашиот председател. Председателот на Република Македонија треба да стави клип во машината на оваа марионетска власт. Клип кој што ќе ја растури машината. И јас сега сакам да ви кажам, тоа што го кажа во неколку комитети, таму кај што стигнав да отидам. Не само што овие тези ќе ги гурам, нема да потпишам ни еден закон на Заев. Не овие закони што не се во ред. Ниту еден закон на Заев. Сакате предвремени избори, ни еден закон нема да потпишам. Второ читање, джепно вето, ниту еден закон. Или ќе има избори предвремени парламентарни, или ќе има импичмент. Нека има импичмент. Мислите дека се спремни марионетите кои што немаат подршка од народот да отповикаат председател изберен од 500.000 луѓе? Да ги видам. Да ги видам да дојдат импичмент да прават на председател кој што само што е избран од македонскиот народ. Со тој импичмент нив ќе ги срушиме. И тоа се правците. Пардон, тоа се правци. Тоа се магистрали, единствено возможни, ако сакаме да имаме држава. Нема други правци. Тактизирање, преговарање, одложување, давање ветување на странците, не ни се во корист. Секој пат не лажеле. Не лажеле. Кога го направивме рамковниот договор во Охрид, тоа беше најголемото достигнување во Европа во правец на правата на малцинствата. И не фалеа дека кога ќе го имплементираме сме готови за НАТО и за ЕУ. После 10 години тоа не беше доволно. Па ни го избриша од преамбулата идентитетот, ни го сменија името. Мислите дека ќе застанат, нема да застанат. Господине Петровски, ве молам привршувајте, поминаа 15 минути. Благодарам. Добро, другите тези се онлайн. Значи, ја ви благодарам многу. Завршувам со следново. Добро да размислите. Добро да размислите пред да гласате. Што мисли членството? Добро да размислите што мисли народот, да ги имате во предвид стресовите што нашиот народ ги преживеа во 2018, двојазичноста и промената на името. И тогаш да гласате. И вашиот глас да биде на линија, да го обедините целиот отпор за да се победи марионетската власт. Ви благодарам. Да живее Република Македонија! Благодарам. Следен да се обрати е Гордана Силјановска-Давкова. Имате вашите 15 минути.